I'm Pastor Mark Burns, and I am here to declare war on every race-baiting Democrat. Ова е повик на христијанските националисти кои сакаат да остават белег на овие избори. Овој собир е главно сочинет од бели христијански републиканци кои дошле на покана на турнеја за повторно будење на Америка, што делумно е партиски собир и делумно повторно оживување. I feel the Holy Spirit come down, giving Jesus a standing ovation. America's General Michael! Организаторит звезда на турнејата е пензионираниот генерал Майкл Флин, поранешен советник за национална безбедност на поранешниот председател Доналд Трамп. Првиот амандман на Американскиот устав забранува владата да воспоставува религија, што Врховниот суд на САД го поддржа како одвојување на црквата од државата. Флин и присутните на собирот не се согласуваат. They love their faith. Тие ја сака нивната вера и ја сака нивната држава. Што има лошо во тоа? Christian nationalism is the single greatest threat to democracy. Некои христијани се чувствуваат навредени од движењето. No. I believe in spreading Christianity. Не, јас верувам во ширење на христијанството, во ширење на верата, но тоа не е исто со Америка да стане христијанска нација. Америка мора да биде нација каде христијаните и евреите и муслиманите и сиките и атеистите може да научат да живеат заедно. Јавното мислење покажува различни погледи спрема христијанскиот национализам. Истражување на Пју вели дека речиси половина мислат дека САД треба да бидат христијанска нација, но тројца од четворица испитаници не сакаат црквите да поддржуваат кандидати или да дискутираат за политика. Истражувањето 538 вели дека повеќето од половината сакаат владата да спроведе одвојување на црквата од државата. Кога луѓето велат дека свештениците можат да зборуваат за политика од подиумот, смешно е. Назад на сцената свештеникот Кук бара од свештениците да дадат заклетва дека ќе зборуваат за изборите на една миса пред секои избори и дека ќе ги учат христијаните за нивната света должност да гласаат за кандидати кои веруваат во Господ. А тоа, според адвокатката Стефани Робинс, е веројатно нелегално заради статусот на изземање на црквата од плаќање даноци. Ќе има мислење од повеќето божи кандидати дека тоа ќе зависи од црквата, од одредено лице најверојатно и релативно сигурно дека тие знаат за кого зборуваат. Така, мислам дека тоа ќе направи да се пречекори линијата во одреден момент. Група наречена Христијани против христијански национализам ги поттикнува слушателите на подкастот да го кренат гласот против идеологијата. Christian nationalism. Христијанскиот национализам вели дека христијанството треба да биде привилегирано над другите религии. И тоа е во судир со нашиот повик да се сака соседот и да се сакаме самите себе си. Организаторите на турнејата за повторно будење велат дека овие избори нема да ги прекинат собирите, дека ќе продолжат да ги промовираат христијанските кандидати и на следните општи избори во 2024-та. Jesus is my savior, Donald Trump is my president.